Поречието е волшебна убавина која не можете да ја опфатите со еден поглед на окото во еден миг. Поречието ве освојува без збор и буди желба да му се вратите повторно и повторно. Поречката питомост ме наведе да дојдам во поречието, да прошетам низ поречките планински горостаси, карсни предели и речни долини, поотблизу не само да се насладувам од колоритната убавина што му ја дарила природата на овој крај, туку и со креативноста на поречаните, поточно речено на поречките хотелиери и угостители во подготовка на разните традиционални производи и специјалитети, на поречките песни и ора пропратени шоекот на тапанот и писокот на гајдата, се со цел сето ова да биде метнато во светската етно-рурална туристичка мапа. Почитувани мои, поминаа 16 години кога го посетив поречкото село Долни Манастирец, каде што мој домаќина воедно и водич низ селото ми беше Владко Цветановски, каде што во тоа време неговата повеќегодишна идеја, дел од неговиот имот да го претвори во етно катче, со намера да не промени ништо од старата селска традиција на живење, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите не само од поречкава регија, на посетителите не само од Македонија, да останат запаметени во колективната меморија на младите генерации македонци, за да не биде покриена од правта на заборавот, воедно да ги запознае со старата селска традиција на живење посетителите ширум балканскиве и европскиве простори, а сето ова етно катче да биде метнато во светската етно-рурална туристичка мапа. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мој нов документарен запис во поречкава регија, се присетив на мојот пријател Владко Цветановски, на неговата повеќегодишна идеја, дел од неговиот имот да го претвори во етно катче, со намера да не промени ништо старата селска традиција на живење, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите не само од поречкава регија, на посетителите ширум Македонија, да остана запаметени во колективната меморија на младите генерации македонци, за да не биде покриен од правта на заборавот, воедно да ги запознае со старата селска традиција на живење посетителите ширум балканскиве и европскиве простори, а сето ова да биде вметнато во светската етно-рурална туристичка мапа, така народно да се изразам, да видам докаде е реализацијата на тогашната негова идеја. Почитувани мои, секогаш кога заминувам по нови документарни записи низ поречкава регија, движејќи се преку патниот правец Скопје, Превој, Кула, Јасен, Поречко езеро, Македонски Брод или пак Прилеп, Македонски Брод, Поречко езеро, секогаш во очи ми доаѓаше така да го наречам сообраќајниот знак, посебно во етно стил обработен запис рибен ресторан Извор, но никако не доаѓаше редот и за овој хотелиерско-туристичко етно комплекс да направам документарен запис, се со цел сето тоа да им биде пренесено на посетителите на етно-руралната поречка регија, не само ширум Македонија, туку ширум балканскиве и европскиве простори, како дел од светската етно-рурална туристичка мапа, затоа што, како што вели народот, не кога сакаме ние, туку кога тоа Господ ќе го каже. Почитувани мои, овој пат пак така народски да се изразам, остапив од мојата редовна комуникација со моите соселани ширум Македонија, кога се подготвувам пред да тргнам на терен по нов документарен запис на мојот пријател Владко Цветановски, не му се најавив дека повторно ќе го посетам неговото село Долни Манастирец, туку како што вели народот, со Господ напред на своја рака.
И навистина така и видна. На сам ден на меѓународниот празник на работниците, 1 мај, ова 2025 господово лето, со мојот верен пријател со камазот за Долни Манастирец кинишав во раните утрински сати, за да го избегнам празничниот метеж од возила по нашиве патишта насушни и поречиси неполни 2 сати, народно кажано, удобна вожна пред самото село Долни Манастирец. Малку позастанав, мојот камаш малку да се одмори, што се вели душа да прибери, а воедно јас малку да се одморам, со мојот поглед да се насладувам од колоритната убавина што му е дарила природата на овој дел од поречкава регија. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше ведро, времето пролетно, релативно топло, поволно што се вели окото на камерата на мојот снимател Виктор Костенски да го забележи секој детал. Почитувани мои, додека со мојот поглед го истражував хоризонтот што ме окружуваше, во очи така народски да се изразам, да речам ми падна, пак народски да се изразам, во етно стил записот Рибен ресторан Извор, село Долни Манастирец. Почитувани мои, така да речам додека со мојот поглед се обидував да видам кај сум, што сум, го слушнав гласот на мојот пријател Владко Цветановски, кој ми довикна: Зоране, стар пријателе, дали знаеш што направи со документарниве репортажи за руралниот туризам во Република Македонија, а посебно за Поречкиот, за да биде трајно поставена светската етно-рурална туристичка мапа? Дали знаеш каков порив пробуди кај мнозина ентузијасти, љубители на поречкова култура, историја, традиционалниот автохтонски поречки начин на живење, за промовирање на поречкиот етнотуризам? Зоране, стар пријателе, мислам дека ова добрина што ја правиш од Бога ти е дадена, ми велеше Владко Цветановски. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис за реализацијата на Лачевиот проект Рибен ресторан Извор, како го добил името, предлагам да се насладите од етноубавината на ова етно каче, кое Владко Цветановски неуморно и со посебен ентузијазам го надополнува. Моето патешествие по селата во Република Македонија, моето патешествие по црквите и манастирите, моето патешествие по убавините во Република Македонија, ете ме донесе овдека во поречието. Поточно речено, ме донесе во атарот на селото Долни Манастирец, каде што наминав да го видам селото, да ги видам селаните, да си помоветам со нив, а воедно и да го посетам еден од непознатите мотели и рибници во овој крај, мотелот Извор. Се разбира, дојдов и во овој мотел, каде што домајчинот, собственикот на овој мотел ќе ми биде домајчин, а воедно и водич во новиот документарен серијал, кој што и оваа година ќе патуваме низ поречието, со работен наслов патуваме низ поречија господинот Владо Цветановски.
Република Македонија е ризница на многу истражени, но и на неистражени природни реткости и културно-историски споменици од антиката па се до ден денес. Нејзината територија изобилува со природна убавина, изразена преку бројни планини, котлини, полиња, клисури, пештери, како и извори, реки, водопади, езера и така натаму. Развојот на цивилизациите и интеркултурната комуникација на овие простори оставиле длабоки и неизбрижливи траги за кои денес сведочат културно-историските споменици, етнографските вредности, музеите и галериите, а кои се изразуваат преку разните современи манифестацијски туристички вредности. Неизбришливи се трагите од материјалната и духовната култура низ бурните историски случувања на територијата на Македонија од предисторијата, антиката, римскиот период, средниот и новиот век. Денес Република Македонија изобилува со материјални, духовни, културни вредности кои се манифестираат низ бројни културно-историски споменици, етнографски елементи, амбиентални целини, градски населби, музеи, галерии, спомен збирки, гастрономски и манифестацијски туристички вредности. Природата била особено неседична и дарежлива и на овој крај му ја подарила прекрасната река Треска, која представува вистинска атракција за сите посетители на овој убав и живописен крај во поречието. Додека ја нагледувам ова бистра изворска планинска вода, која што се наоѓа во наша непосредна близина, сакам да им порачам на сите љубители на природата да дојдат и со своји очи да се уверат во оваа убавина и не само на овој извор со оваа бистра вода, туку и на околината која што го окружува овој извор, на надојдените води на реката Треска, на убавините на овој мотел и извор кој што е надалеку познат, меѓутоа и на прекрасните услуги од персоналот и домаќините на овој ресторан. Еве, Димче, тука се наоѓаме во поречијата. Ти си дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријо филм. Ајде за нашите, така да речам, соселани, каде се наоѓаме денеска? Ове се наоѓаме порече недалеку од манастире се. Долни манастир селото? Да. Сум порече пати овдека. Овде баш за 1 мај имам и пливано каперно се имам овдека. И убаво место е овдека. Пријатен е и народот овдека. И се надеваме дека ќе поминеме многу подобро него и тоа што се. Еве, денеска сме тука во мотелот и рибникот и ресторанот Извор, на 1 мај, каде што традицијата првомајска продолжува и ден денеска. Да им се придружиме овој на гостите, ќе може? Секако, во секој случај, планирав јас за на друго место, само така испадна овдека. Се надам дека и овде ќе поминеме подобро. Многу убаво што се вика.
там си лее вода од нашиот извор, да си ги измијам очите, образите, кога секое утро ги полнев бакарните џумови, бардината и стовните со вода, ги собирав јајцата од поседелото на кокошките носилки, ги нагалував малите мачиња, кученца, пилиња, со тешката секира се обидував да нацепам некоја деланка, со теслата заковував некој зараѓан искривен клинец, во сушницата каде што ги обесувавме ниците на нижени тутун, го носев котлето дома полно со штотоку извонзеното млеко, врткајќи се околу мајка ми гледајќи како го замесува, размесува лебот, собирајќи суви гранчиња за подпалок на црепната, гледајќи како се нагорува црепната, вршникот покриен со жешка пепел, секојдневната работа по полето, пентерејќи се по неколкуте дзензерови, сливови, јаболкови стебла преполни со ров, скришумка снувајќи некоја леблебија, сувогрозје, шарено шеќерче кои моите ги чува за да ги почестат гостите, одењето на пазар пред Великден каде што ми купува пиротски лаковани опинчиња и нова великденска детска промена, а пред се моето секојдневно утринско влегување во подвилата, да ги стимарам нашите коњи, да ги назобам, да им го подсоберам сочното зелениково сено, да им ги ставам оглавите, уздите, амутите, подпашниците, да ги преграм во колата со дрвени тркала, а пред се сето ова произлезе од старата воденица која се наоѓаше овде веднаш под изворот, каде што од Прочка па се до Митровден ред се чекаше за мелење на житото од соседните села. На овој дел од поречието раскажуваше Владко Цветановски. Името на рибниот ресторан води потекло старата воденица која се наоѓаше овде веднаш под изворот, каде што од Прочка па се до Митровден ред се чекаше за мелење на житото од соседните села. На овој дел од поречието рибниот ресторан Извор се наоѓа на 15 километри од Македонски Брод, 30 километри од Скопје, гледајќи во правец направо и од Кула, и 30 километри од Прилеп. Рибниот ресторан Извор воедно представува природен етномузеј на отворено, каде што пријатно ќе бидете изненадени од испреплетеноста, сплотеноста, меѓусебното надополнување на старото и новото, кое ќе ве потсети на она што некогаш било, на кое се уште не му изминало времето, и на новото кое доправа доаѓа. Овдека се уште ќе се сретнете со старата селска идила. Ај се реброто, сврти го реброто. Так. Овие се домашни. Так. Ај другото. Ајде да се каже нешто. Тебе ива, а? Не бива. Така е. Народот вели со здравје да се јади, ама со винце да се натопи. Така е. Убав помин. Се најувамо за години, да не здраво жива Македонија. Жива Македонија. Само за Македонија. А домашна. Домашна, се е домашна. Така. Ти од Ропото беше? Од Ропото. Од кај фамилија си? Стојански. Така, сега со сите трансија ќе бидеме горе на манастир. Да, на 15 мај. Значи, ја на 14 ќе пеам во Рилево вечерта, а сабајето ќе наминам и во... Одлично. Так, ајде, крв да ви се стори, што се вика. Се здрави и живи. Еве, првомајски празник овдека во... Од каде си? Прилеп. Од Прилеп. Ти си? Ја сум Прилеп. Сите прилепчани? Сите прилепчани. Така ми како? Што вика, од каде да се, ама од Прилеп да се? Машала, скарата е подготвуваш, а? Така е.
со поречки, да, Благун. Ама, Така е. Од каде си иначе? Прилеп. Стар граѓанин? Да. А по потекло, по дедо, по татко? Рилево. Рилево. Ки фамилија си имате Рилево, јас сум од Рилево. Тамам. Јас сум од Костарци, ти од Се најдобро. ти од која фамилија си? Ѓорѓиовски. Од Ѓорѓиовци? Кој ти беше дедо? Алекса. Алекса? Да. А баба ти? Доста. Така, татко ни го се вика. Оце. Така, распалија. Ево така, си ми во Рилево. Да. Кој ме сега за Светата нација? Така е, распалија скалата, ставим ова. Така, те бива, Бога ми, те бива. Сом си рилец? Мора да не бидува. Така. Ај сега назовете. Во рибниот ресторан можете да ги пробате вкусовите на поречката препек сливова ракија, поречкато мезе кое се состои од поречко кромитче, лукче, благо и луто пиперче, поречко патлиџанче, поречко сирење. Тука се разбира можете да се насладите и од вкусот на поречкото лепче печено во фурна или црепна, поречките пиќулици, поречката пита, зелник, со кори сучени на трпеза со сукало, благо и кисело млеко, отквасено со природен млечен подквас, направено сириштето на кравиото, козиот или овчкото млеко. Специјалитетите кои се препорачуваат на ресторанот се свежата поречка пастрмка, подготвена на различни начини. Покрај пастрмката, ресторанот нуди различни гурмански специјалитети, меѓу кои поречко јагне испечено на разгорена жар од даб благун, подкрепено со поречко црно вино и од сортата станушина, а сето ова подкрепено со писок од нагајдата, пропратена со езгија, кавали, со традиционалната пред се поречка патриотска песна. Ресторанот има отворен и затворен простор, нуди и сместување. Денот по утрото се познава, вели народот. Небото беше ведро, времето пролетно, релативно топло, а колоритната убавина која му е дадила природата на овој дел на Поречијево ја надополнуваше 1 мај, меѓународниот празник на работниците, поволно што се вели окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го забележи секој детал, пресетивкиот шепот на речните води на река Треска, надополнувајќи ја колоритната убавина со етно-хотелиерско-туристичкиот локалитет, рибниот ресторан Извор, распослан покрај самиот слив на долно-манастирската река во Треска и касното врело Извор во непосредна близина на селото Долни Манастирец. Нека е денов за многу години. Да, Убаво да си помините одека во Поречијето. Инаку од каде сте? Од Прилеп. Од Прилеп? Да, по потекло. Јас сум од Белаца. Од Белаца. Така. Вашето име? Роза. А овај по потекло, по татко ти? По потекло, по татко сум од Белацрква, по дедо, по прадедо и сите тие милевци. Така. Биле. Така. Немаме промена во семејново степи. Цело време е одишла во село, дедо, прадедо, татко, остана сега братина му останато во селово. Така. А јас сум во Прилеп. Така. Момче, вие вашето име? Маријан. Така. Јас име Роза, по така. Прилеп и морам да кажам дека со уживање следам вашата емисија. Да сте ме здрави и живи. Години да работите, да не престанувате тука, да не промовирате, пошто Македонија има што да
Одите ли во родното село на вашата мајка? Редовно. Што ме влечи, што е тоа? Или Тоа го имаме едноставно. Корените. Во нас корените, буквално. Од детство до ден денеска редовно. Слава, што има. Одиме и не планираме да застанеме, сакаме традиција да се држиме. вашето име? Така? Ама кога ќе да напишете? Така? Така? Од Топлица? Од кој Галабија? Како се викаше дедо ти? Баба ти? Поздрав од Житоше. Од Житоше? Да. Така. Препознавате дека? Не. Ке што пат? Што е тоа? Што кој е поривот да дојдеш овдека во Поречијата, овдека во мотелот Извор, па и тука го има и Чифлик, тука го има и Пешна. Бавината и Газдава, да знаеме и за тоа. Така е. Сега вака едно бе рекол. Кој е побаво, Житоше или Поречијата? Житоше нормално. Така си е, така си е. Да сте ми здрави живи. Фала. Па да се видиме зубо зарно. И едно би рекол, да уживате денеска на првомајските празници. Фала. Така. Добар ден. Еве во Република Македонија. На најубото место сме. Така е, по повод 1 мај, денот на работниците на трудот. Прв доаѓаш овде? Може 10 пат. Така. Дали си задоволен? Да, затоа идам редовно. Така. Твоето име? Васко од Војџани. Од Војџани? Да. Војџани, Бела црква, Обршани, Крушејани, Пашиноровци, така, Кривогаштани, така. Најубавите места. Од која Галабија си? Од која фамилија? Од Грашковци. Како се викаше дедо ти, по татко ти? Боге. Баба ти? Трена. Татко ти? Борис. Мајка ти? Ленка. Та од каде? Од Годивле. Од Годивле? Од која Галабија, која фамилија? Мицевци. Така, сопругата твоја од кај ти е? Од Обршани. Колку Господ Чела ви даде? 2 машко и девојче. Така, од домени? Да, и тие се и домени. Колку внучина имаш? 4. Како се викаат? Марио, Леона, Јана и Антони. Кој ти е помило првото или сегуарето? Сите. Така, така. Можно да е? Кој ти е тебе куќна слава? Аранџел. Аранџел. Летен или зимен? Твоето име? Иванчо, Ти од кај си? од село Годивле, Од Годивле, од која фамилија? Мицевци, Како се каже дедо ти? Унчо, Баба ти?
Груздан, Татко ти? Бранко, Мајка ти? Трајанка, Та од кај беше? тај од Војѓани, Од Војѓани? Да. Домаќината твоја од каде е? од Белопоре, Како се ја сведе, бегалка ли субаво? Субо, Субаво, а? Колку Господ чела ми даде? 2, Машки, женски? Машки, женски. Како се викаат? Мартин Викторија, Од домени или... не се, Значи Бечар? Бечари, Ајде, здраве Господ. Тука, овој го до тебе е и мојот пријател, Димче, ти се радовали душата што еве со нашинци еве тука, еве во Изврсне. Цел живот сум ја со вашинци. Така е. И овде и надвор, ние што сме мрнати, мислам. Вика старите, ако е помина, ако замени преку граница, мрнате, така е. Одамно сум преку граница, 50 години ја мрнат. Дури кога оде странници на времето ќе праша дете да не е мртнато. Да, мртнато. Мислам, не целом, него мртнато заминато, така е. Ти се радовали душата што е овдека во мотелов е преполно со народ. Били ја повеќе пати одека, поубаво е него што се мислува. Има таму еден камп Приколка, тој седи беше хикс пати нам таму, само тој е дека. И ја рачунам за година, таму пак на летове да дојдам. Подобро и сенки види кога да се ладите во пивот, така. Чи ја апартмани од Не, па, ама и си имаме камп Приколка, знаеш камп Приколка. Да. Лиса имаше еден сега еве една порака, чисто искрена и честна. Поздрав и до сите наши било каде во светот да се во секој случај, мислам, мора да си пазиме и огништата, од дедо, прадеди и така натаму, така да се надевам дека и новите генерации кои се надвор ќе знаат да го вреднуваат тоа што го имаат назад. Така да барем еднаш во годината да дојдат, како што кажа, да ги отклучат тие задржани катанци, чисто да се види од кај сме, кој сме и што сме. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе на сам ден на 1 мај, меѓународниот празник на работниците, да дојдам во поречкото село Долни Манастирец, чија негова колоритна убавина која му е дарила природата, ја надополнуваше националниот рибен ресторан Извор, да направам документарна репортажа. Почитувани мои, не ми се напушташе поречкото село Долни Манастирец, не ми се напушташе првомајското празнување во рибниот ресторан Извор, но морав да се заминам, затоа што ме чекаа и другите поречки села и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека повторно ќе наминам во селото Долни Манастирец, повторно ќе дојдам во рибниот ресторан Извор, само Господ живот и здравие на сите нам да ни дава.